Добар ден, јас сум Марина Иванова, професор по македонски јазик и литература во Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. Денешната наставна единица е судбината на човекот од Михаил Шолохов и на почетокот ќе ги кажем образовните цели на часот. Тоа е интерпретација и анализа на новелата Судбината на човекот, белезите на реалистичната постапка во делото на Шолохов, создавање начини за читање литературен текст преку утврдување на структурата, ликовите и односите меѓу ликовите. Воспитните цели на овој час се создавање на свеста за себе си преку искуството на другиот, потврда на вредностите љубов, семејство, слобода. Активирање на претходното знаење. Од активирање на претходното знаење ќе ја напоменеме основи на приказната, односно тука имаме воведувачка мотивација која се постигнува со вклучување на овие клучни поими, судбина и човек. Ваше е да се подсетите, да размислите на што ве асоцира зборот судбина, на што ве асоцира зборот човек, да размислите за универзалниот проблем, дали човекот е креаторот на својата судбина, и како поидовни асоциации за овие размислувања би биле загубата на близок, загубата на целото семејство, загубата на некој пријател, желба за слобода, желба за среќен живот, желба воопшто, желба за живот, посебно кога станува збор за во воено време или време кога се бориме со некоја болест, желба за живот. Овие насочени прашања наведуваат на суштинските точки на кои се базира токму приказната во новелата. Создавање на значење на ова наставна единица, односно на интерпретација на новелата Судбината на човекот од Михаил Шолохов, ќе ја започнеме со структура на текстот. За да имаме една успешна интерпретативно-творечка анализа, треба да најдеме детерминирање, односно да ги откриеме основите на кои се гради текстот. За да ги откриеме основите на кои се гради еден литературен текст, задача ваша е да ги истражите следниве точки, односно да ја утврдите композицијата на делото, аспектите на раскажувањето на истото и ликовите и нивните односи. Ќе започнеме со композиција на делото, елементи на формата и елементи на содржината, како и време и место. Елементи на формата под литературен род, ова дело представува епика, литературен вид новела. Новела е дело кое што е поголемо од расказ, а помало од роман. Од елементи на содржината ќе укажеме дека има елементи на реализмот, натурализмот, но и на социјалистичкиот реализам. И од тука ќе ги одвоиме натуралистичката слика на логорските ужаси, теророт предизвикан од поматениот човеков ум, сцени на физичко и психичко насилство, загрозената екзистенција за време на Втората светска војна и макотрпниот живот во страх. Животот во тогашното руско општество е прикажан преку ликот на Андреј Соколов, лик на татко, лик на војник и лик на обичен работник во фабрика. Време и место во Русија во времето на Втората светска војна, дел се случува и во Германија, односно последниот дел од војната, кога русите го напаѓаат Берлин и кога прогласуваат победа. Од аспекти на раскажувањето имаме субјективно раскажување, но имаме и ретроспективно навраќање во минатото, токму кон ликот на Андреј Соколов, односно неговото раскажување за неговиот живот уште во неговото рано детство, односно неговата рана младост. Ликовите и односите се многу важни. Врз основа на атрибутите на тие ликови се утврдува јадрото на приказната на текстот, која е изразена преку основниот конфликт на главниот лик и преку поставување на основните оски на приказната се заокружува целокупната интерпретација на делото. Андреј Соколов представува сирак од Воронеж, возач на камион, храбар човек, патриот, надежен, човек кој што е многу грижлив кон семејството, кон својата сакана, кон своите деца, човек со цврст карактер. Представува добар татко, посветен војник, хуман, несреќен, позитивен, упорен и доследен. Сето ова ќе го видите при читањето на новелата. Неговата жена Иринка е сирак, жена на Соколов, грижлива мајка и сопруга, добра домаќинка, умна, нежна, мила, несреќна и жена која што ја предвидува смртта и смртта на своите деца. Нивните деца се Настјанка и Олјушка, Анатолий, кои што ќе видите каква судбина ги снаоѓа токму во виорот на војната. Судбината на човекот
представува новела која во лицето на еден обичен човек од народот, авторот ја дава моралната големина на подвигот на целиот народ од поранешниот Советски сојуз во татковинската војна. Антивоено дело, кое за војната зборува од аспект на човековите душевни страдања. Судбината на главниот лик Андреј Соколов започнува уште на неговите 18-19 години, кога за време на граѓанската војна тој останува без своето семејство, поточно неговите родители и неговата сестра умираат од глад. За подоцна во животот, за миг да му се насмевне среќата, кога се жени со неговата Иринка, станува татко на 3 деца, но повторно доаѓа војна, Втората светска војна, и таа уништува се. Како германски заробеник го доживува најтешкиот период во својот живот, низ маки и искушенија ја издржува тортурата на која што е изложен. Издржува. Повторно се враќа кај своите во борбените редови на Црвената армија, но таму го погодува најтешкиот удар на судбината, кога ја дознава најтешката лекција, кога му се случува најтешката лекција, односно кога ја дознава најтешката ситуација која го снаоѓа во војната, го губи целото негово семејство. Поточно, неговата жена Иринка и неговите 2 ќерки загинуваат при бомбардирање токму на нивната куќа. Куќата се наоѓа во близина на фабрика за оружје. Го губи своето семејство, останува сам на светот, исполнет со омраза и желба за одмазда, и во такво длабоко чувство на тага, чувство на осаменост, тој дознава дека е жив неговиот син, наоѓаат начин да исконтактираат и да се договорат за средба, за подоцна да дознае дека неговиот син загинува токму во тој напад на русите врз Берлин, последниот ден на војната, кога се прогласува победа, загинува храбро и херојски неговиот син. Па така останува сосема сам и во тие моменти на осаменост случајно сретнува едно дете кој ги загубило своите родители, тоа дете е напуштено, незгрижено, само, и меѓу човекот и детето се развива една длабока врска, наклонетост, што умеат да се искажат само осамените и несреќни човечки суштества. Андреј Соколов го зема со себе детето, тврдејќи дека тој му е татко, како единствено човечко решение за осаменоста и напуштеноста, како своја, така и на детето. Тука се представени големите хуманистички пораки и дека човекот треба да го продолжи животот и да најде сила за напред. Вреднување и примена. Интересно е дека за вреднување и примена имаме текстот во контекст како метода, метод на писмен коментар. Овдека ќе добиете една задача по читањето на новелата, да напишете коментар кој што е одраз на критичките судови, на вашите лични ставови и ја представува етничката креација токму на ученикот. Писмениот коментар го испишува подтекстот на делото преку критичко и креативно размислување, кој е присутно уште во процесот на читањето на литературниот текст. Начинот на кој делото влијае врз ученикот се гледа преку овој метод на писмен коментар и токму текстот кој што е текстот во контекст и актуализирање на сознајно доживувачките потенцијали на учениците. Имате задача, повторувам, да ја прочитате новелата Судбината на човекот, да утврдите извадоци по избор и за истите да напишете собствен коментар, односно запис. И еве ќе ви прочитам што всушност се бара од тој собствен коментар. Еве еден извадок од делото Судбината на човекот и писмен коментар кој што го напишале актуелните ученици од 4-та година на Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. Извадокот. Вањушка, ами знаеш ли кој сум јас? Тој праша Небаре воздивна. Кој? Јас му одговорив така тивко. Јас сум твојот татко. Боже, што се случи тогаш? Се фрли кон мене. Ми се обеси околу врат, ме бакнува во образите, во устата, во челото и како пупунче, толку звонливо и танко вика, што дури ни во кабината ништо не се слуша. Татенце мил, јас знаев дека ќе ме најдеш. Сепак ќе ме најдеш. Јас долго чекав да ме најдеш. Еве коментар од ученик. Дали секогаш треба да ја кажеме вистината колку и да е болна или може да се дозволиме да кажеме една мала лага за да направиме некого среќен? Ако мене ме запрашате, тогаш ќе одговорам да. Вања, малечко дете, сираче кој останато без своите родители, без тронка надеж, живее од ден за ден, колку да преживее, а исто и Андреј. Па со таа лага на некој начин се теши себе, а и малечкото сираче. Си дал причина за живот себе си и на малиот Вања. Лагата станува вистина која ги крепи и двајцата, им ги зацелува раните.
Па јас ќе кажам дека животот никогаш не ти дава повеќе отколку што можеш да поднесеш. На врвот од стрмната и лизгава планина секогаш има поглед од кој ти застанува здивот. Ова е еден коментар и ќе завршиме со уште еден коментар, а следно вие треба да го направите истото. Извадок од делото Судбината на човекот. Тие беа две човечки суштества, две сирачиња, кои како две зрна песок ураганот на војната ги одвиорил во туѓи краишта. Каква иднина ли ги чека? Еве коментар од Софија Миладинова од 4 сеќа. Не можам преку зборови да го опишам овој цитат, но можам преку чувства. Ова дело, кое е украс во руската литература, го стопува дури најскаменетото срце. Чувството на емпатија, тага и бесконечните солзи кои тече од моето лице беа нешто неверојатно. Често знаеме да се жалиме за времево во кое живееме, но војната е друга приказна. Човекот е прекрасно битие, битие кое оддава хармонија и спокој, а детското срце е чисто како солза. Иднината е многу неизвестна, затоа сегашноста треба да ја живееме по секој нејзин миг. Ова е извадокот од делото и за истиот имате коментар. Значи, ваше е да прочитате новелата, да направите анализа и да напишете писмен коментар. Ви благодарам на вниманието.